Уредниците можат многу да придонесат, бидејќи се клучната алка во системот на медиумското покривање и медиумската организација на редакциите. Уредниците можат да придонесат во подобрувањето на наставата на медиумите, пред се со почитувањето на професионализмот и етиката во новинарството. Во оваа ситуација, во една ваква медиумска слика во која што владеат газдите, владее политиката, владее бизнисот со медиумите на начинот на кој што владее, не сум сигурен дека тие имаат доволно сили да се изборат за едно поквалитетно новинарство. Значи совршени уредници нема. Совршен уредник дефинитивно не постои. Сите ние сме луѓе и си имаме своји мани. Не верувам искрено во дефиниција на совршен уредник. Верувам дека не само кај нас, туку и во светот, дека постојат добри и лоши уредници. Совршен уредник е исто што и совршен новинар. Совршен уредник е една главна карактеристика што треба да ја има е да проверува тоа што новинарите ќе му носат. Јас ги делам добрите уредници на две групи етни кои што се грижат за тоа што треба да влезе во медиумите и едни кои што се повеќе загрижени што не треба да влезе во медиумите. Тие вторите се полоши. Совршен уредник треба да ги знае вистинските потенцијали на луѓето со кои работи, нивните капацитети, нивните можности, да се труди секогаш да ги подобрува, да создава атмосфера и амбиент во кој тие капацитети, тие способности на новинарите со кои работи секогаш ќе стануваат се подобри и подобри. Сепак тоа не значи дека не треба да продолжат да се трудат, напротив, битката за слободата на говорот, за слободата на медиумите е вечна битка. Уредниците да бидат тие кои ќе бидат сршта на слободата на изразување и тие кои ќе ги бранат новинарите што се под нив, а од друга страна ќе бидат лицето на одбраната на новинарството и на слободата на говор.